Нова седмица и ново издание од емисијата Мој став на фреквенцијата на М телевизија. Почитувани гледачи, ви благодарам што и овој понеделник одбравте да не следите нам. Во емисијата Мој став, мој денешен гостен и соговорник е господинот Живко Поповски, или во јавноста уште попознат како Цветин. Јас во мојата најава ми стои дека господинот Цветин е уметник, сликар, хуманист, работел и како новинар и што ли уште не. А во оваа книга, монографија за Цветин, пишува: господинот Поповски е миротворец, сликар, хуманист, публицист и новинар, познат под псевдонимот Цветин, насекаде кај нас па и во светот. Господине Цветин, господине Живко Поповски, ви благодарам што еве сте дел од Мој став на М телевизија, малку поинаква тема, вашиот животен пат, цел на кој што го одбележува вашиот животен пат. Ви благодарам што ја прифативте мојата покана. Како сте? Одлично, баш ми е драго што еве сум учесник во оваа ваша прекрасна емисија. Кога говориме за вас, неизоставен дел е оваа монографија пред мене, која што веќе чинаме и во проширено издание. Многу би сакала да обрнеме внимание на еден дел кој што вели: за Цветин не може, авторот го пишува ова, за Цветин не може да се напише се со ред, а да собере се во една книга, она кој што мене ми остави впечаток. Вели во некоја прилика можеби некој друг ќе напише цела едиција собрани дела. Господине Цветин, јас ќе се сложам со ова. За ова говори вашиот животен пат, за ова говорат многобројните активности кои што јас, а и сите оние кои што ве познаваат, не можеме да ги доброиме, не можеме да запомниме веќе каде сте, не сте учествувале. За тоа говорат и овие дела овде, ова што го правите вие. Па, јас би сакала да ве вратам на самите почетоци, зошто токму цвеќето, тоа ме интересира, се надевам дека и нашите гледачи ќе им биде така скокотливо. Да почнеме од самите почетоци. Живко Поповски, Цветин и неговата приказна. Благодарам. Почетоците на секој човек започнува со цвеќето. Зошто? Затоа што секој за 8 март сака да подари на својата мајка нешто. А токмо, уште како дете во село Брезово, јас некогаш и подарував цвеќе собирајќи го од градините и ливадите, но кога почнав да учам, почнав да и цртам цвеќиња за 8 март. Тоа го продолжував и понатамо. Меѓутоа, од 1985 година цвеќето го зедов како символ во моите слики и мисијата Цвеќе на мирот веќе од тогаш навамо, од 10. октомври, стана една препознатлива мисија која еве 40 години веќе трае и токму ете цвеќето како универзален мотив. Не само за мајките, туку и за новороденчињата, за сите успеси на еден човек што ги постигнува во текот на животот. Сите премрежија дури, кога нели човек се наоѓа во некоја тешкотија, цвеќето ја олеснува целокупната состојба. Така да цвеќето мене ми е земено како цвеќе на мирот, како една мисија која ја ширам преку поетите на Струшките вечери на поезијата, преку музичарите, преку екологистите, преку производителите на храна кои нели секогаш се трудат да произведат што повеќе храна за луѓето. И на сите можни начини со еден збор да се помогне на луѓето, а тоа го правам еве подарувајќи цвеќе, подарувајќи некогаш цела изложба ја посветувам за некоја хуманитарна акција, како на пример во Бамберг, првата изложба од 40 минијатури. Се продадоа сликите во Германија и сите средства, тогаш 2000 германски марки, 86 година, ги подарив на Црвениот крст на Германија. Не дека со тоа направив не знам каков голем гест, меѓутоа е сепак нешто символично барем. Исто така и во Варшава,
40 цветиња на мирот, за 40 години на УНИЦЕФ ги подарив на Центарот за здравјето на детето во Варшава. 85-та година во мојот крај Демирхисар имав една изложба на светот му се потребни мир, храна, солидарност, љубов. И сите средства, негде околу 600.000 тогашни динари, ги подарив преку Црвениот крст на Македонија за гладните деца во Африка. Секоја чест. И за разни, да речам, настани што се случувале, а јас сум ги забележал како тешки состојби и на некој начин сум направил гест со она што можам јас. Години наназад македонската јавност па и пошироко ве препознава по вашата хумана мисија Цвеќето на мирот. Сега кажавме зошто цвеќето, ќе кажете дека мирот за вас е најважен во светот, а потоа се останато, нели, љубовта, топлината, хармонијата и сето она. Како и колку го подценивме мирот денеска, гледајќи што се не се случува во светот, со какви предизвици не се соочуваме ние, а секако со можеби многу потрагични и потешки последици и секако предизвици оние земји кои што директно се инволвирани и погодени од непогоди. Еве сега последно беше ураганот на Флорида што се случи, војната која што трае се уште во Русија, Украина, ситуацијата во Израел, Иран. Колку мирот е најважен и колку го подценивме денес? Па видете, јас мислам дека мирот е важен колку што е важен кислородот. И токму мирот треба да почнува од секој од нас. А она што се случува денес, навистина е срам за човештвото, затоа што вакви војни, вакви нереди, вакви состојби во секое општество, да речам, немашти, глад, миграции и така натаму, сето тоа значи е произведено од човечкиот фактор. Најодговорни се оние луѓе што се во секоја држава на власт. И токму тие треба да преземат активности зашто се платени за мирот, а не за војни. Не знам јас дали некоја земја, дали некој човек сака војна. Тоа го сакаат само оние кои имаат интерес. Например, интерес имаат воените индустрии. Потоа интерес имаат некогаш и фармацевските куќи. И се нешто се наоѓа во тие големи, да речам, бизниси, каде што се создаваат тие орудија. Зошто ни се авиони за борба со луѓето, со државите и така натаму. Колку Цвеќето на мирот како хуманитарна, хумана мисија денес допира, еве, конкретно овде во Македонија и па и пошироко. Вие сте активен од многу одамна, за вас пишувале големите македонски поети и писатели, меѓутоа колку денес се уште допира ова кое што вие го правите до обичниот човек, до обичниот граѓанин? Па видете, до обичниот човек навистина овие цветиња што ги создавам. Го символизираат ли токму мирот кај луѓето? Моите слики се препознатливи по својата мисија, по својата, да речам, убавина, која не можем да кажам дека се моите цветиња најубави, туку како што вели Анте Поповски дека моите цветиња се сенки на вистинските цветиња, но символизираат самото име цвеќе, цветин, символизираат мир. Така ме доживуваат многу луѓе, многу дури од поетиве. Например, Радован Павловски вика, јас да сакам да скинам цвет, ќе треба да те прашам тебе. А јас викам, онај што ќе скине цвет, ќе ја вознемири најдалечната звезда. Така да цветињата навистина символизираат овие цветиња на добрината, на мирот, наспроти оние цветиња на злото на Бодлер.
асоцираат на нешто што треба да ги смирува луѓето и да создава една така емпатија еден кон друг, да се солидарни еден со друг, да се помагаат, да бидат хумани и навистина да носат среќа и радост на луѓето, особено кај младите генерации. Најповеќе за тоа се радуваат и децата, кога им подарувам цвеќиња, оние најмалите во градинките, во основните училишта, меѓу Тоа се најчистите души, средношколците. така, кои што умеат да Да. ценат. За вас пишувале големи имиња, пред мене ја држам Цвеќе на мирот. Ова е всушност книга, збирка на повеќе ракописи, песни, кои што ви ги посветуваат големите македонски поети, писатели. Па еве и големиот Петре Андреевски пишува Да, за вас. да. Вели, кај ја научи таа магија, пријателу? Пред тебе никој освен тебе немаш, а ти дојде на голиот малтер, последното лице да му го смениш. Ке нисуваш прво по земјата македонска, сите бои ги одбираш и ги береш, но на крајот сите ги немаш. И откаде таа моќ, пријателу, сите птици да ги натераш да летаат, кај што нема ни небо, ни земја. Колкава е честа токму овие великани да пишуваат за Цветин? Видете, јас навистина сум среќен што сите поети на кои сум подарил слики во изминатите 35-6 години на струшките вечери на поезијата, меѓу кои на Петре Андреевски, на Блаже Коневски, Окуџава, Вознесенски, Гилвик, Тадеуш Ружевиќ, Геннади Ајги, Хусто Падрон, Томаш Шапкот, Десанка Максимовиќ, Миодар Павловиќ, Јуре Каштелан и многу други поети што во изминативе 35-6 години сум ги среќавал на струшките вечери на поезијата, ми пишувале песни и тие се придружуваат кон оваа мисија на Цвеќето на мирот. Првата песна ја добив навистина од Блаже Коневски, нашиот столб во литературата, во културата, во уметноста и на државноста. Така. Тој ми ја напиша песната Ружа, зашто јас на неговиот 65-ти роден ден 1986 година му подарив 65 ружи насликани на мој начин, да речем, а тој да не остани должен, ми ја препиша песната Ружа од збирката Везилка, за да ми се заблагодари за подарок. Дел сте од многу манифестации ширум државата, па и надвор од неа. Тука се споменуваат струшките вечери на поезијата. Еве јас во мојот концепт имам Охридско лето, Фолкфест, Валандово, самостојни, многумина самостојни групни изложби. Меѓутоа, позади вашето име се случуваат и некои многу важни меѓународни, можам да кажам, настани и номинации. Тука се случува и номинација за престижна Нобелова награда во 2009 година. Што значи тоа за вас, господине Цветин? Па видете, 2009 година јас бев номиниран од негде околу 400 подржувачи и луѓе кои ме номинираа за Нобеловата награда. Таа номинација тежеше негде околу 12,5 килограми, во кои беше и оваа книга Цвеќе на мирот со поетите од струшките вечери што ги добив до 91 година од 86-та. Исто така многу амбасадори ме поддржаа, многу академици, пратеници, Министерството за култура, Министерството за образование, за социјална политика и труд и социјална политика, Министерството за здравство. Едноставно имав дури од надвор што ме поддржа претседателот на Меѓународниот комитет на Црвениот крст од Женева. И навистина тоа беше една номинација која 2009 година навистина ми донесе и голем рейтинг од 205 кандидати според некои, да речам, предвидувања. Бев ја на трето место, после Обама, Саркози од Франција. Јас бев на трето место, Клинтон беше на шесто место во тие 30 што во прва фаза се одбираат. Џорџ Буш беше 30 место, пред него Путин, пред Путин Тони Блер, пред него Хелмут Кол и Бутефлика.
Така да во таа, да речам, многу јака конкуренција на политичари, јас бев трет. Тоа е навистина една голема сатисфакција за мене. Колку се држава? Извинете. Обама, како што имаше после коментари, не ја заслужуваше таа награда, исто така и Никола Саркози, кој беше и нели се презема некои активности што злоупотреби што ги имал за време на избори и така натаму. Несомнено за вас тоа било една голема сатисфакција и секако чест, меѓутоа колку државата го призна тоа како една сатисфакција токму за неа, односно како нели успех човек од Македонија да биде токму номиниран за Нобелова награда и како државата вас ви возвраќа и ви возврати, дали можеби бевте одликуван со некоја награда за животно дело или... Па видете, јас имам наградата, државната награда Мајка Тереза. Добро. 2013 година. Нешто подоцна за приказната со Мајка Тереза и таму сте... Да. Меѓутоа, за мене награда е кога еден ученик или едно младо дете се загледува во сликата, се насмевнува и ми се заблагодарува. Тоа е најголемата тоа награда. поголема награда никој не може да има. Така да јас имам многу благодарници, можда еден тон и дипломи, меѓутоа тоа е веќе нешто што на некој начин е сатисфакција, меѓутоа не ми значи наградата повеќе од она што ќе ја добијам од оне што ја прима мојата слика Цвеќе на мирот. Секоја година давате признанија, вие како поединец, награда Цвеќе на мирот. И сега, како ги одбирате луѓето на кои што ќе им биде доделено таквото признание? Па видете, таа награда почнав да ја доделувам од 2022 година. Добро. Кога веќе имав подарено 70.000 слики, викам зошто сега да подарувам слики само, но ќе доделувам награди на оние што во изминативе 40 години дале придонес во мисијата на мирот. И затоа реков ќе доделувам сега награди Цвеќе на мирот, каде што таа Цветинова награда се содржи од 5 златни рози, создавани со многу љубов, и таа награда фактички ја доделувам, како што реков, на луѓе што на некој начин ми придонеле во. Првата ја дадов на Димитар Илиевски, познат меѓународен шаховски мајстор, потоа на Нова Македонија како институција која Нова Македонија знаеме е столбот на македонската државност, потоа на Јордан Плевнеш, Ферит Мухич, Коста Балабанов, моите драги учители Коста Хаджи Антоновски, што го водеше Битолски Монмартар, тој ми беше учител уште од основно училиште и тој ме насочи да сликам цветиња и општо да сликам. Потоа Ставре Димитров, кој ме научи со оваа шпакла да работам и акрилните бои. Многу мои пријатели што навистина во тој долг макотрпен пат дале придонесо многу, да речам, поети, музичари, што на тие мои настани учествувале. Така да едноставно доделив во тие 2 години ретроактивно на сите оние што ми помагале околу 100 награди. Така. Кога ја споменавме Мајка Тереза, во мојот концепт ми е нагласено да ве прашам за она што се случувало, односно за многобројните писма меѓу кои комуникацијата со Мајка Тереза. Какво искуство беше тоа? Што всушност се случуваше преку тие писма? Па видете, тоа беше една активност што имав 83 година. Кога јас требаше да наполнам 39 години на 2 октомври, пред тоа јас случајно во близина на поранешно Беко се сечеа некои гранки од дрвтата и јас ги замолив
од градски парк да ми дадат една гранка да исечам 39 округли дрвца, за да направам една таписерија од нив, како што се годините една до друга, така и тие дрвца 39. Меѓутоа се случи да одејќи во моето село Брезово, па и тамо сечев такви дрвца, па и на други места, и веќе направив 400. Меѓутоа дома мене ми забележува жената, вика, па добро, ти цел стан ќе ми го зафатиш со твоите дрвца, и јас затоа почнав да ги подарувам. Така. Прво го подарив на мајка Тереза едно од тие дрвца, со едно писмо за 8 март 1984 година, потоа на Индира Ганди, на Ла Пасионарија, на Сандро Пертини за Нова година, на Перес де Којлјар за Нова година, на Индира Ганди за 8 март. И едноставно од сите нив добив писма. Првото писмо ми беше од мајка Тереза, кое ме воодушеви. А тоа го поврзувам сега, после толку години, после 40 години, дека тоа дрвце, викам, дали мајка Тереза го препознала тоа дрвце, може би таа и го поливала тоа дрвце. И затоа ми врати одговор. Тоа ми беше поентата. И кога го добив писмото, навистина таа ми даде една насока во која ми вели, меѓу другото, драги Живко, ти благодарам за љубезното писмо и прекрасната слика. Има наши сестри во Скопје, и ако појдеш кај нив, тие ќе ти кажат како да се вклучиш во нашата мисија на љубовта. Бедните се секаде околу нас, осамените, несаканите. Биди љубезен и прави им добрина на оние блиску до тебе и чувај радоста на сакањето на Исуса во своето срце, бидејќи тој е верен. Господ нека те благослови, мајка Тереза, 21 март 1984 година, Калкута, Индија. И поради тоа, јас годинава направив, издадов 40 коверти со нејзиното писмо. Еве овде дури пред поменикот го ставив овај коверт за да се сликам. И 40 разгледници. И тие ги подарив на луѓе кои навистина во изминатиот период се биле хумани, помагале, се вклучиле во таа хумана мисија. Така да, еве, тоа е приказ на една поврзана со мајка Тереза и навистина таа ми е водилка во оваа димензија на цвеќето на мирот и изложбите цвеќе на мирот низ целиот свет. Навистина е импресивно, она кое што мене посебно ме импресионира е тоа што и покрај многобројните случувања, изложби, настани, сето она кое што е поврзано со вашето име, вие успевате на секој настан, на секоја изложба, на секоја средба, на секој еден поединец да му дадете посебно внимание. Како успевате? Кој е балансот за на секој да му дадете дел од својата енергија, да му подарите цвеќе, да го испочитувате? Како постигнувате се? Мене тоа ме импресионира. Па видете, јас постојано, да речем, секој дневно работам помалку и секогаш имам доволно слики да подарам некому. Ако неам поголема слика, тогаш подарувам помала. Така да, наоѓам начин по разни настани. Еве сега беше наскоро и саемот на мед, македонскиот мед на улица Македонија, јас им подарував. Вие сте секаде вклучени. Да. Јас буквално ви се воодушевувам. Навистина. Па видете, успеам така, ги следам настаните, ги следам случувањата, деновите кои се значајни денови во текот на годината и се подготвува. Еве овде да кажам дека имам и 14 поштенски доплатни марки што се издадени од Црвениот крст на Македонија 83 до 93 година. Првите се 93 година Република Македонија цвеќе на мирот. Имам доста слики кои се аплицирани на 50 на насловни страни книги поезија, на календари, на разгледници. Нова Македонија несумнено е медиум кој што постојано ве поддржува, па еве
Вели декларацијата за мир се шири преку поезијата. Несомнено дека вие сте поврзан на некој начин со секаков вид на уметност, посебно преку поезијата, зашто токму поетите ве доживуваат како дел од нив? Видете, поезијата, навистина, јас агроном сум по занимање, меѓутоа Така. поезијата Блаже Конески со песната Ружа ме воодушеви во ракопис која ми ја даде и јас од тогаш од 86 година одам на струшки вечери на поезијата. Сакате ли поезијата, Да. господин Цветин? Подарувам над 100 слики на секое издание, значи до сега имам околу 3500 слики, а имам добиено 700 факсимили на сите јазици на поети што дошле во Струга. Визата за да ги разменувам моите цвеќиња на мирот за поезија е од Славко Јаневски. Тој вели вака: човек што им подарил 1000 рози на луѓето, поетите со право му возвраќаат ракопис. Така да имам од еден компетентен човек кој покрај писател поет беше и сликар. Така да викам, еве сега, значи имам виза, можам да се дружам со поетите, ја сакам поезијата, многу песни имам, знам на памет и така натаму. Како беше да се твори токму во времето на едни великани кои што чинам нема да се повторат од времето на Славко Јаневски, на Анте Поповски, на Петре Андреевски. Вие сте биле дел од сите тие настани, од сите тие манифестации кои што ги носеле нивните имења и нивните присуства, сте биле меѓу нив, дел од нив. Како беше, колку тоа време беше поинакво од ова денес што се случува? Видете, навистина во времето на овие големи поети наши македонски, навистина и струшките вечери беа поинакви. Поинаку се Чинам се доживува, беше има поинаку. душа, има срце. Јас, еве, академик Анте Поповски и Гане Тодоровски ми рекоа на Геннади Ајги, еден познат руски поет, да му подариш некоја посебна слика. И во фоаето на Хотел Дрим се сретнавме. Јас, Анте, Гане со Геннади Ајги и неговиот преведувач Ефтим Мане. И навистина, кога се сретнавме, толку беше срдечна средбата со Геннади Ајги, што јас просто мислев дека, односно тој како да мислеше дека ние сме заедно 30 години во затвор во Русија. Значи, толку срдачно се среќава со неговиот пријател. Така. И по 1,5 сат ми напиша песна по разделбата. Вели: денот за благодарува на Живко Апоповски. О слава на постоењето на светот, кога од небича спадна на полето на Русија, роза бесконачно охридска, со алено раширено поле на поезијата, додека македонското небо изгледаше на Христос душеспасител. Тоа го напиша, значи, 1,5 сат по нашата разделба, и кога ми се јави Ефтим Манев, рече: Живко, Геннади Ајги напиша необјавена песна за тебе. И тогаш веќе беше јасно дека човекот се воодушевил од она што разговаравме. Така, и дека вие навистина припаѓате меѓу сите тие големи уметници. Па, уште ова да кажам, дека тој по неколку години ја доби ова наградата Златен венец на Струшките вечери. Тогаш му подарив таа книга во која е објавена песната негова. Димче Николески напиша и музика за неговата песна. И кога му подарив таа нова слика на добитникот на Златен венец, со песната, со музиката, тој рече пред најважните, да речам, луѓе на Струшките вечери, вика: морам да кажам дека ова повеќе ми значи од Златниот венец. Меѓутоа, јас морав да го исправам малку, дека Златниот венец се добива за најдобрата поезија што, нели, се оценува на Струшките вечери, а мојава слика е како слика
што се подарува како подарок на уметник од уметник. Така. Признание од една големина од човек на друга, јас ќе кажам. Господин Цветин, агроном, сте работеле како новинар, приправник, дел од многу институции. Каде низ текот на вашата животна приказна, предпоставувам кој ќе биде одговорот, меѓутоа каде Живко Поповски Цветин се чувствуваше најсвој во сето она кое што го прави, што најмногу ќе го одбележи вашиот пат? Дефинитивно тоа би било мисијата на мирот. Да, мисијата на мирот. Јас паралелно мислам дека дадов допринос и во мојата струка, како агроном. Исто така и како општественик во синдикатот, во Демир Хисар особено. Во вашиот роден Демир Хисар. Во мојот роден крај да се одолжам, каде што работев, а воедно бев и функционер, да речем, неплатен, во синдикатот на општината Демир Хисар, а исто така и како прв претседател на Црвениот крст, каде што волонтерски ја вршев таа работа во времето кога се одвои Македонскиот Црвен крст од Југословенскиот Црвен крст 92-96, кога имавме многу социјални случаеви, кога имавме потреба да се зачлениме во Меѓународната федерација на Црвениот крст и Црвената полумесечина, пред тоа да не признае Меѓународниот комитет на Црвен крст, да ја формираме таа, да речам, група на луѓе кои ќе помагаат во услови на катастрофи, дали се природни или предизвикани од човекот. Потоа да ги обавуваме сите активности што беа и до тогаш во Црвениот крст на Македонија. Едноставно, во тие тешки моменти, навистина, мислам дека дадов голем придонес во сето тоа и навистина се чувствувам дека во тие три димензии како професионален агроном, во професијата, во општествените активности и во оваа мисија Цвеќе на мирот, што верувам дека до крајот на мојот живот сигурно додека ме држат рацете и мозокот, ќе ги сликам овие цвеќиња, ќе ги подарувам, заете да предизвикам кај луѓето една емпатија еден кон друг, да се почитуваат, да соработуваат, да се помагаат, се во интерес на младите генерации. Токму мојата порака е дека цвеќето во човекот не го сака ветерот на војната. Јас не измислувам нови цветови, само ги пресликувам цветовите во луѓето што ги сакаат слободата и мирот. Прекрасно кажано. Секоја чест. Ќе се сложите со мене, вашата биографија е импресивна, ќе се сложите со мене дека онаа хуманитарна нишка ве води од самиот почеток па се досега и некако како хуманоста во вас да го отсликува вашиот животен пат и сето оно кое што го работите. Ви честитаме мал збор за сето оно кое што вие сте го направиле, кое што вие сте го твореле сиве овие години наназад. Мене ми е многу драга секоја средба со вас, посебно средбите еве вака пред камера, каде што имаме што и да кажеме и на нашите гледачи, да ги запознаеме. Меѓутоа, чинам дека веќе нема кој не знае за вашата хумана мисија. Меѓутоа, ајте така, убаво е да се потсетиме на сето оно кое што вие го имате постигнато, кое што го одбележува вашиот животен пат. Многу ви благодарам што уште еднаш ја прифативте мојата покана да бидете дел овој пат од мој став на нашата интернет фреквенција на М телевизија. Јас ќе се надоврзам овде на госпојата Вера, која што нели е автор на оваа монографија за вас, и ќе кажам за Цветин не може да се каже се во едно интервју, за Цветин не може да се каже се во една книга, меѓутоа еве вака да имаме секогаш повод да си се видиме и да кажеме збор два за човекот за кого што и светот слушна, за човекот преку кого светот слушна и за Македонија. Да, токму така, еве јас на крајот да се заблагодарам со една реченица дека 2015 година создадов една долга слика од 1001 метар. Така. Таа почнав на Цветници 15 април. Дали беше ова сликата за Гинис? Да, беше за Гинис, ќе кажам и зошто не доби. Инаку сум среќен што ја почнавме значи на 15 април заедно со Лајонс клубот Вардар
и ја завршив на 5. август, роден денот на мајка ми Цветанка. Така да тоа беше една слика долга 1001 метар по повод 1001 година од ослепувањето на Самуиловите војници со една порака да прогледаат потомците. Прогледаа ли потомци? Па се уште не, меѓутоа би требало да прогледаат. И јас затоа ги повикувам сите луѓе да тргнат по цветната патека на мирот. Колку време се работеше? 4 месеци работа. 4 месеци, секој ден, по малку, затоа што мораше во 2 котура да се собира. Тоа е тешка 45 килограми слика. Не доби гини, затоа што 30 луѓе направиле 6 километри долга слика. А јас конкурирав само сам за... поединец? Не, конкурирав најдолга слика. Најдолга слика е таа. Меѓутоа, не кој ја изработил, не од еден автор, Така. Јасно. Ова е од 30. Јасно. Секоја чест и за тоа. Јас прочитав нешто, меѓутоа ете тоа така ми остана од концептот некажано, меѓутоа како што кажавме за вас и за сето она кое што вие го имате направено, не може да се каже се во едно интервју, во еден разговор. Уште еднаш ви благодарам што ете не почестивте со вашето присуство токму во ова понеделничко издание од Мој став. Тука ќе ги поздравим и нашите гледачи. Вие ќе ни продолжите да ни сликате секако позади камерите, а ние мораме да ја одјавиме емисијата, затоа што веќе ќе влеземе во друг термин. Почитувани гледачи, јас уживав, се надевам дека уживавте и вие во ова интервју со нашиот голем Живко Поповски Цветин, човекот кој што несомнено е наша гордост, кој што е доста активен како во Македонија, така и гордо не представува ширум светот. За него пишуваа големите имиња, за него нема што да се каже повеќе од она кое што всушност го напише Јанте Поповски, Петре Андреевски, Славко Јаневски и сите оние македонски великани. Се надевам дека со ова интервју успеавме да задржиме и дел од вашето внимание. Ние ќе останеме уште малку да се подружиме со господинот Цветин и со неговите цвеќења на мирот. А вас овде ќе ве поздравам и ќе посакам да се видиме за 7 дена од сега.